Така, уапсен сум пред 2 години ова време, од прилика 28 јули 2016. Ми влегува дома 9 тентеше полицајци. Нели ми најдоа што ми најдоа канабис, ама работата е тоа што ние како здружението 4 години пред тоа јавно го правиме. Значи никад пред тоа не сме имале проблеми со полиција, ништо не сме криеле. Свесни сме дека некои од работите што ги правиме се нелегални, ама едноставно мора да се случат, тоа е практикување граѓанска непослушност. Значи ништо не сме работеле скришно, се било отворено. На таа дата ми влезе полиција дома со тоа што ова морам да го кажам и полицајците вечерта, нели, на крај ми кажаа дека за мене немало истрага, дека се пратени по налог, тоа мислам дека е од една фармацевтска компанија, зашто имав и телефонски повик кој една недела пред тоа на кој имав закана дека, цитирам, ќе ми ебат мајката ако продолжам да зборам за таа компанија. Тоа е пријавено у полициска станица, тој повик беше и нели мене ми се јави на еден мој колега од здружението. Точно една недела после тоа ни влезе полиција. Морам да напоменам на многу битна работа, не уапсија двајца, мене и уште еден колега од здружението. Кај мене најдоа див коноп кој расте во Кочани, кој 2 години пред тоа пративме анализи во Израел и дознавме дека е многу добар за епилепсија и да се лечи со друго масло, нели што има ТХЦ, што е илегално. Кај мојот другар најдоа ТХЦ масло, морам да напоменам и двете ТХЦ канабис и двата канабиса ни се дадени од пациенти за да им изработиме масло. Едни од пациентите се и припадници на МВР. Уште не сме ги кажале кои се. Не излажаа на суд која не уапсија, тоест во НТШ, дека подобро да ни ги подела случаите за да не било организиран криминал. Мојот другар се сложи на условна казна. Ја не ќам да се сложам, зашто не сакам да бидам осуден како криминалист, зашто ништо лошо немам направено, он тоа ваljda го направил попушти на притисоци. 3 години, тоест 2 години, извинете, им барам анализа на тоа што ми е најдено дома, да видат дека во моментов во аптеки има 100 пати појаки препарати кои се без рецепт. Таа анализа не ја добив, а го добив најлошото обвинение. Во исто време морам да кажам, значи ова знам дека не треба да се збори дека е као се случувало во обвинителство, ама вака. Обвинителката, за тоа ми е сведок само адвокатот. Обвинителката ми кажа на едно рочиште, не се секирај, знам све што си правил и за мои блиски луѓе. Сега би сакал таа обвинителка да ја прашам дали незините блиски луѓе ќе се согласат со обвинението што ми го има на покренато. Обвинението после ќе видите внатре, зашто е смешно. Во врска со законот, вака како здружение сме више членови од работна група за измени на законот, што е апсурдно. Во исто време судот, во исто време помагаме за менување на законот. Наши барања се дека канабисот треба да биде слободен, значи да воопшто да не биде регулиран. Од друга страна знаеме дека не може тоа така да биде, да не бидеме нели наивни, мора некоја средина да се најде. Сакам да ви објаснам и да апелирам до големите компании кои садат и до владата да го отпушти законот, заради тоа што никој дома нема да си прави лек, а со отпуштање секој дома да може сам да си прави. Значи исто како вино, кој сака ќе си прави дома, ама повеќето ќе го купуваат, така. Со тоа отпуштање да може луѓето сами дома да го произведуваат, ќе се има поголема контрола, зашто баш напротив сега во моментов се нема контрола. Сите сме сведоци, фатија тон пред некој месец, возачот им избега. Албанија, сите знаме дека најголем производител во Европа, ние сме нели најблиски соседи до Албанија и така натака, значи ова мора да се менува. Најголем проблем е што исто така и претходната влада и оваа влада викаат дека канабисот лечи, а во аптеки се уште немаме ништо што би требало нели да биде вистинско. Со тоа само го зголемија црниот пазар. Сега сите наместо да купат 1-2 грама кој што купува за рекреативна употреба, купуваат по пола кило за да направат масло. Така да законот ни е на добар пат, бевме најдобри, едни од најдобрите во Европа, тоа можам сигурно да ви кажам, ама стоиме у место. Од кога е донесен законот, многу долго стоиме у место. Или тоа знаеме се должи на политичка ситуација, имавме разни превирања, ама сепак сега треба ептен да се заангажира владата за тоа. Друга работа е што канабисот не е само лек, него се користи во сите индустрии и е стратешки ресурс за целава држава. Значи треба малку да се отворат очите. Не викам дека сме нели не сме доволно отворени, ама треба побрзо тоа да се дешава, заради тоа што другите држави околу нас ќе не пристигнат. Ние само им дадовме искра дека и ние нешто правиме и треба сега да побрзаме, да видиме нели тие 2-3 чекора што ги имам пред нив да задржиме таа предност. Не ќам никого да навредам, ама не очекувам фер судење, зашто до сега целата постапка не беше фер. Ама од друга страна
позади мене немам никој, како што ме обвинуваат некои од другите сдруженија дека позади мене стоат бизнис структури или така натака, ме обвинува и со претходната власт дека стоат бизнис структури позади мене, па и со оваа власт истите луѓе. Така да не знам што да ви кажам, тука најверојатно ќе ме судат на база на мислење, а не на знаење, пошто и во обвинението и секаде сите нешто мислат, а никој не знае. Така да реално треба да ме судат на база на научни податоци, а овие сега тука ќе ме судат на база на суеверие. Тоа најкратко ќе ви го кажам, сега има најнови научни сознанија се дека скоро сите автоимуни болести потекнуваат од една дијагноза, тоа се вика клинички недостаток на ендоканабиноиди. Значи помага кај скоро сите болести, нели, некој ги лечи, некој ги палиативно само помага, нели, кај некој олеснува состојбата на пациентот во смисол со симптоми и така натака, ама скоро секаде помага. Во канабисот е инкорпорирана самата Хипократова заклетва, немој да наштетиш, само помогни. Така да на никој не му штети, само помага. За жал не им помага на сите, ама за среќа на никој не му штети. Така да може секој да проба. У последно време, од кога више народов поише знае од стручните лица, за жал, 90% го користат превентивно. Значи више и здрави луѓе користат за превенција.